Веќе трет ден гевгелиските такси превозници ја блокираат железничката пруга по мостот на Сува река, по која со воз треба да заминат бегалците кон север. Велат нема да одстапеле од барањата и тие да превезуваат мигранти. Ќе ја блокирале пругата, бидејќи како што велат и самите, и тие имале право да вршат транспорт на бегалци. Нашите барање за да испуштиме нашата пругата да вози е да не дадат писмени одговори со писмено барање дали ќе возиме или не возиме, или подсетално, дали да возиме 50 со 50 со возот, а 50 да чинат друго. Ние тука ќе штрекуваме и сега сме на смена. На приватниот и транзитен центар кај Гевгелија веќе има насобрано околу 1000 бегалци кои чекаат да заминат кон север. Нивниот број ќе се зголемува. Неофицијално дознаваме дека по прекинот на штрајкот на грчките поморски служби, бран бегалци од над 6000 лица доаѓа кон македонска граница. Од Центарот за управување со кризи се надеваат дека со координација на грчките безбедносни сили ќе се воспостави контролиран влез на бегалците, со што би се избегнал можен конфликт. Нашите безбедносни сили се во постојан контакт со грчката полиција, го менаџира тој процес и се надам дека нема да ескалира и дека нема да се доведеме во ситуација да наеднаш влезат огромен број на луѓе, што секако ќе ни представува дополнителен проблем, без разлика на тоа дали ќе возат таксисти или нема да возат. На државно ниво беше донесена одлука поради безбедносни причини. Бегалците кои пристигнуваат на македонска територија да се превезуваат првенствено со возови, а доколку се донесе одлука од надлежните органи дека е потребна помош и од други превозни средства, бегалците да се транспортираат и со нив. Останува отворено прашањето дали на Македонија е потребен дополнителен проблем со решавање на бегалската криза. Органите надлежни за контролиран транспорт на бегалците конечно да го решат статусот кој во државата има право да превезува бегалци.